Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум наставничката Билјана Арсовска и денешна наставна содржина ќе ни биде множењето како опишување на низа од броеви. Целите за денешниот наставен час е дека ученикот го разбира множењето како собирање на еднакви собироци. Ученикот го разбира множењето како групирање на истите собироци, и ученикот го разбира множењето како опишување на низа од броеви. Можеме да почнеме. Низа од броеви. Низа е листа на броеви или цртежи што ги поврзува некакво правило. Броевите, пример, 2, 6, 10, 14, 18, следат одредено правило. Секој број во низата е за 4 поголем од бројот пред него. Броевите во една низа ги нарекуваме членови на низата. Правилото за одредување следен член на оваа низа е додај 4. Со помош на правилото можеме да најдеме, например, 10-тиот член на низата. Ако одиме 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, гледаме дека сите броеви се зголемуваат за 4 повеќе, нормално е нареден број, односно наредниот член да биде 38, односно зголемен за 4. Сега, преку пример, сметам дека ќе ви биде многу полесно. На едно место, односно во една група имаме две цреши. Го запишуваме бројот 2. На две групи по две цреши. Запишуваме 2 плюс 2 да е еднакво на 4. 2 плюс 2 плюс 2 на 3 групи по две цреши пишуваме на 3 места по 2. Забележуваме дека пишуваме само 2, само го запишуваме бројот 2, односно бројот на групи се менува, но бројот на членови не се менува, останува ист. 4 групи, 4 пати го собираме бројот 2, добиваме 8. 5 групи, 5 пати го собираме бројот 2 и го добиваме бројот 10. Ова е представено како групирање на собироците, односно исти собироци собрани и представени во збир. Ги добивме броевите 2, 4, 6, 8, 10. Сега да погледнеме како множење. На едно место по две цреши е еднакво на 2. На две места по две цреши да е еднакво на 4. На 3 места по две цреши да е еднакво на 6. На 4 места по две цреши е еднакво на 8 и на 5 места по две цреши да е еднакво на 10. Без разлика дали ги собравме броевите или ги помноживме, крајниот збир, односно производ, ни дојде ист. Продолжуваме. Сега направивме 6 групи по две цреши. Бројот 2 како збир, кога го собравме 6 пати, го добивме 12. Односно, како множење го представивме 6 по 2 да е еднакво на 12. Ја продолжуваме низата. Сега следува 7 групи од по две цреши да е еднакво на 14. Ја продолжуваме низата. Сега ни е 8 групи од по две цреши е еднакво на 16. Доколку ние ги изброиме сите цреши, ќе добиеме вкупно збир 16. Ја продолжуваме низата за 2 повеќе, тоа се вкупно 9 групи по две цреши да е еднакво на 18. Ученици, сметам дека забележавте дека бројот на црешите во групата не се менуваше, само бројот на групите се зголемуваше за 2 повеќе. И на крај, 10 групи по две цреши е еднакво на 20 цреши. Ја добивме низата. Низата од броеви која ја добивме е 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18 и 20. Правилото за одредување следен член во оваа низа е додади 2. Па ќе можеме да ја продолжиме. 22 плюс 2, 24, 26 и се понатака. Сметам дека малку ви се разјасни. Можеме да погледнеме уште еден пример. Една група од 3 деца отидоа на лулашки. Потоа на лулашки отиде втора група со ист број ученици. Додека си играле децата кај лулашките, пристигна уште една група со ист број на ученици. Задача: напиши низа од групите ученици. Одиме. Првата група ни броеше 3 ученици. Втората група ни брои 3 ученици, но за да ја продолжиме низата, правилото беше да собереме во конкретниот случај или пак да помножиме. 2 по 3 е 6 или пак 3 плюс 3 е еднакво на 6. Третата група, третиот член ќе ни биде бројот 9. Зошто бројот 9? Доколку како собирање ги соберам сите ученици, ќе добијам вкупен збир 9. Доколку ги помножам, ќе ми биде 3, 6, 9, односно зголемено за 3 повеќе. На кој начин може да се продолжи низата со броеви? Правилото за одредување следен член во оваа низа е додади 3. Одлично, ученици, сметам дека овие активности ви беа доста лесни и интересни. Се надевам, ученици, дека ви се допадна овој час. Довидување и имајте пријатно попладне.